Еве сме на овој пулт во денешната утринска на Телма следува следниот оброк на денот или новиот рецепт на денот. Ни помалку ни повеќе денеска ќе биде со шмекот на азиската кујна. Така. Кристи Рејчел Трајковски е всушност заедно со нас, наша добро позната гостинка, дама со една прекрасна енергија која што стигнува до сите оние кои што не гледаат Кристи на Телма. И драго ми е што денеска го носиме шмекот на Азија, односно ќе подготвуваме заеднички суши. Тука ќе бидам и јас, не само да дегустирам, туку и да асистирам. Денеска ќе пробаш. Секогаш Рејчел ми дава работа плюс во кујната, освен што вода мора и нешто да фатам да подзавршам. Кристи, прво да те прашам како си? Јас сум супер, знаеш, така работа, дома, секогаш децата, супер. Секогаш треба да уживаме и секогаш треба да размислиме дека се само позитивни работи. Така е, се сложувам такво и мотото на нашата емисија. Тоа мислам дека веќе го препознаваш, дека постојано се обидуваме да бидеме позитивни во ТВ етерот. Зошто се одлучи за суши денеска да подготвуваме, иако би додала дека секогаш кога ни доаѓаш ти во кујната имаме интересни рецепти со тебе, некако си препознатлива и луѓето те препознаваат по добриот избор на оброците. Овој пат суши на менито. Зошто токму суши? Јас размислав дека нешто, ајде, кога бев тука правиме нешто филипинка харана. И ја викам, ајде нешто да правиме азиска харана, што може да споделиме на гостите, што може да прави дома. Ова е многу лесно да направи суши. Исто така со обични работи, обични состојките. Значи, мислам дека ќе биде убаво. И исто така јас постирав нешто во TikTok нешто и гледам дека многу гледаше со тоа емисија, значи мислам дека ќе биде успешно. Ќе биде интересно. Ќе биде интересно. Ова е еден типичен или азиски рецепт, односно азиската кујна, но колку нели има некои ресторани во нашата земја кои што ја практикуваат или нудат ваква храна, колку често знаеш ти во твојата домашна кујна да си подготвиш суши за твоето семејство, за твојата свекрва која што често свекрва ми закаже споменеш, колку и можеби твојата фамилија од страната на супругот, сега зборувам во Македонски Брод, е расположена за ваков тип на рецепти. Да. Тие се, ама се што го готвам дома, вистина да кажам право, што да готвам дома се сакат. Например, јако свекрва ми, например, е таа уште, значи таа не, значи например супруг ми беше на Брод, сестра му секако работи во Малезија и сега се запознава се харана, ама уште сепак ова свекрва ми и свекор ми се допаѓа хараната, значи јас немам проблем. Затоа немам проблем да готвам филипинска харана дома. Одлично. Значи прифатена од сите во семејството. И другари на супруг ми се допаѓа филипинска харана. Значи ова често се наоѓа на менито во вашата кујна дома? Да, секогаш. Исто така само тешко малку, ради за јас цело време сервирам за децата ориз, поместо и леб како македонски така, ама проблемот е сега не јадит леб никако. И сега имам проблем во школо. И сега доручекот во школо, знаеш дека лебче за доручек и не сакат ориз, ради за јас правам нешто. Така си се научени од дома. Така научено и сега голем проблем. И тоа. И тоа ќе се реши. Ајде Кристи да стартуваме затоа што ја вака од ова што го гледам ме чека многу работа, многу треба да работиш. И ти ќе направиш дома и дека пробаш супруг ти. Кажи супруг ти, како се вика супруг ти? Супругот Столе ќе пробаш ова сега. Ајде, сега почнуваме да правиме. Така, може да споменеме што се од состојки и намирници имаме тука, иако подоцна гледачите ќе го видат испишани рецептот, доколку се заинтересирани да се го подготват во домашни услови. Ти спомена дека е многу едноставно, иако вака нели кога ќе се спомене суши, можеби за голем дел од македонската нација е некоја мисловна именка или дека тоа звучи многу комплицирано и така натаму. Значи многу едноставно. Сега ќе го видите начинот на кој што јас и Рејчел ќе ги припремиме. Леле колку хубаво ми ќе викаат Рејчел. Добро. Јас секогаш Кристи и Рејчел. Добро. Супер. Бидејќи имаш две имиња. Да, две имиња. Како си сакам така те викам. Две имиња вистина. Океј, значи вака сега. Секако знаеме дека суши е оригинално од Јапан. Добро. И кога ќе барате нешто рецепти за суши ќе видите дека јапонски ориз. Значи не потреба јапонски ориз, имаме тука, јас користам тука кочански ориз, алева? Македонски ориз. И сега, ова е користам кочански ориз.
Ова е само да биде по-маличко и по-густо. Помали зрната да бидат. Добро. И Чекај, ова вака и колегата сакаше да долови. Значи ова ако ќе видиш, види колку е густо. Ради за кога после да вариш орисот, мораш да мешаш со оцет од ориз, што може да купиш во маркети. Добро. И исто така шекер и ќе мешаш и ќе биде вака. Ќе биде вака густ. Да. Сега кога гледам урис ми текна на сутлијач. Сигурно си пробала македон. Сутлијач. Така се нарекува. Ова орисот со какао? Па со млеко. Со млеко. Да. Имаме исто така во Филипините, ова се вика чампорадо. Сутлијачот наш се вика чампорадо. Се вика ова е со какао. Со какао. Ајде, во друга прилика и така нешто. Во друга прилика, да. Да се навратиме ние на сушите. Така. Добро, остана овој густ ориз, што имаме тука? Значи, оцетот ориз и шекер. Добро. Така и малку масло. Малку масло, ориз, шекер и тоа е тоа, така? Да, и ќе мешаш, само ќе мешаш. Ќе мешаш и ќе добиеш густа смеса. Густа смеса, да, така. Добро. И сега како имаме, најубитно е алгите. Суши нори. Се вика, суши нори, ќе одите во маркети, ќе барате суши нори, кај можам да најдам суши нори? Вистина, јас бев во некој маркет, не треба да кажам. Да. Каде? Тука кај нас имаш проблем да ги најдеш сите овие намирници? Има, ама сега почна вистина. Можеби почна многу повеќе сега асиски. Сега почна да носите маркетите. И сега суши нори е многу битно, секако ова е главна дел на сушите. Точно, тоа се тие алгите, нели, со кои што во кои што ги виткаме. Така, и многу здравје. Да? Гледаш, јас многу интересно кога оди во Дојран, вика дека ајде ќе вливаш таму со алге. Како да ја вливаш со алге? Ти беше таму? Сум била, ама да, на времето. Ама со алге? Не сум била, одамна не сум се бањала во Дојран. Окей. И сега? Одамна. Добро. Краставица, исечена лента, така, лента. Имаме авокадо, здрави авокадо. На оваа камера сме, таа камера ова, знаеш. не гледам. Окей, авокадо, исечена лента. И сега имаме манго. Манго. Постои така? Постои така. Ете, манго. И манго. Имаме манго, многу брзо. Сум. И сега имаме стапчина од рак. Да. Да. Ракчиња кои што се исечени на стапчина. На стапчина, да. Добро. И така. И сега имаме сусамче. Добро. И тоа е тоа. И толку. Гледаш колку е лесно. Да тргнеме ние во акција. Ајде, аз ја. И сега. Кажи ми само ова што ти е зелено? Ова е васаби. Васаби, ова е нешто многу ептен луто. Добро. Да, многу луто, ама многу убаво. Чекај, ова треба да ставиме тука и можеме не смеам да покажам. Така. Христи, ти се си знаеш како во телевизија да работиш. Вака сега суши нори. Правиме паралелно и јас и ти или? Да, не, поради се имам само едно. Ајде прво ти направи едно. Прво јас и сега. Каква е постапката? Ставаме малку, рацете си ги мачкаме со маслиново масло. Да. Добро. Окей. И сега ќе ставиш. Ќе ставите сега. Ставаме од оризот, добро. Има малку вкус на благо оризов? Не, благо и сол. Пошто имат шекер и имат сол. Добро. И оцет. Добро. Значи не е доминантен тој вкус на благото. Да. Добро. Само дај ми ако сакате салфетка. Еве, повели. Добро. Сега речем, што ни е следно? Следно. Океј, сега, значи, вака, само танки се, океј? До да ставиш орисот. Низ цела површина ќе го... Да, така. Да, само не да биде многу дебело. Да не биде многу дебел слојот, значи да биде што потенко. Добро. Така. Тука може да сервирам или во тие? Да, таму. А ти си донела се? Да. Заборавив јас. Ти си тука веќе како по дома. Јас вистина, јас чувствувам како дома. Да. И затоа уѓем тука. Добро, Речел, ајде додека ти ни подготвуваш, само да те прашам, спомена дека многу често ова знае да се најде на вашата трпеза кога се дружите со пријатели и со семејството. Чекај, сега ова ќе ставиш. Да те прашам, суши со кој пијалок вака ти оди во комбинација? Ова може со бело вино. Со бело вино? Со бело вино.
И бело вино и ракија. И ракија? Да. Добро, ете, Зошто? азијска кујна со Да. македонски шмек на алкохола, ракија. Да. Дефинитивно, Да. кажи? Да, ништо. Што ти треба? Салфетка. Еве ги. Ти кажи, јас ќе ти подадам. Се што треба. Окей. Добра, значи ти си конзумираш ракија, сакаш да кажеш, интересен Да. пијалок ти е? Интересно пијалок и сега може да мешаш ова со ракија. Значи ќе биде интересно, ќе биде Суши убаво. со ракија. Да. Добра. Ние немаме сега тука ракија, не ни е дозволено, рани утрински часови се. Ама чисто да Ама дадеме, многу да дадеме предлог за оние кои Ама- што ќе си постават. Многу луѓе што е пијат ракија ради за многу здравје Добра. секој утро. Така ли? Па така Така знам, ама пиете. јас не сум една од тие. Има луѓе што конзумираат за добар крвоток, Аха. за расонување. Знам дека ова дедо и што е живеет многу години, Аха, рече дека многу пијат дека- на една чаша сабајле, ракиче И така се и одржува така е староста. срежува, да. Така служа. Рецептот за долг живот. Да. Ете го. Добро, ете. И сега го И сечеме. сега, треба ме ова, имаш уште? Уште Едно? една даска? Да. Па треба да има, ама веројатно може да не Не е може, горе. окей. Сега вака ќе префрлим, овие тука ќе ги ставам. Може вака? Да. И сега вака. Видиш? И требаш многу убава нож. Ајде. Сакаш да кажеш готово, така? Да. Значи ова е веќе готово. Добро, најчесто со што оди во комбинација, што освен лутиот сос кој што таму го имаш? Имаме васаби, имаме И соја, ето соја сос. Така. Ова е многу люто. Добро. Добро, сега ќе си ги сервираш, а може ли јас во меѓувреме да направам едно? Затоа што Да, некако сме при ти крај ќе со времето. направиш. Секогаш знаеш Ти ќе дека со тебе направиш сега. разговорите брзо ни одат. Да. Ајде, јас ќе го земам ова. Секогаш се како се вика ова? Секогаш се користи вакво нешто? Да, бамбу. Добро. Бамбу. Бамбусот. Бамбусот. Сега ова има врска од која страна ќе ја ставам? Нема врска, да. Нема врска? Нема Добро. врска. Рацете ги измевме претходно. Да, и стави јас малку и масличко. Рейчел, да, имаш право. Да, ова Од овде тука. да се земам. Добро. Ета вака, да видиме и са јас да се покажам. Браво, сетце. Ајде. Ете го, дадан. Оп, чекај, ставиме масло. Овај сусам. Океј, имаме Кажете, суши јас за колку 5 бидам во минути. кадар, повеќе Гледаш да колку е брзо. внимавам. Да, браво. Чекај, Речел, не ме фали пред време. Да се Сет, покажам. сет. Тек сум јас на почетокот. Рече тенок слој да биде, така? Добро. Така. Колку уште може да ставиш? Па еве, ќе се потрудам. Чекај вака. Доволно е или тен да идам до краевите? Може, да, само да зашиде вака. Добро. Чекај тука уште малку. Добро. Океј е? Сега што стававме или си редам по желба? Да, сега по ред. Тука некаде на средина? Стапчена од рак. Добро. Колку да ставам? Доволно се? Да, доволно. Добро, малку манго. Да. Така. Само стави тука малку долу. Што да ставам? Ова. Да ги повлечам? Да. Кажи ми, ајде. Да, не на средина, на малку надолу. Океј? Добро, И сега вака. манго. Мангото дозгоре или Манго. до него? Што било, нема проблем. Нема ред. Само И па кај ја сакаш. взев нема ред, ама ме викаш погоре, Тука? подоле. Не. Па викам да само не има тука некој ред во Е, сушино. така. И Добро. сега краставиче. Краставичка, Имате ајде. најубаво краставиче и пипарки во Македонија. Стварно? Да. И па, ама сега изгледаат добрите патлиџани, и добрите краставици. Сега авокадо. Авокадо малку скапичко тука во Македонија, кај нас е Добро, многу. инаку да, во моментов имате- Манго кај нас, знаеш колку пари? 10 денари. А тука скапа работа. Тука е 200 денари едно маличко. Добро, и во моментов гледаат гледачите и рецептот е испишан, така ќе прво да се избришам, така? Океј, бриши. Океј. Чекај. И сега ке рол. Добро. Браво, Саци. Сега столе, чекај сега, ке прави дома суши од сетце. Ајде, сега треба да го ролам, Сега така? рол, ама заедно со бамбуто. Ајде, добро, покажи ми. Да, Што да вака. Значи, задржиме да не притисниш. Добро, чекај да јас.
Окей, чекай. Ете, види авокадото, ти слесише, нема проблем. Добро. Многу го притиснав, а? И пак, да, многу си јака. Чекай. И сега, вака притисни пак, ама од срце нешто малко, нешто. Нешто малко, да, така. Добро. И после пак рол, чекај. Пак да, роламе, и сега добро. рол. Уште еднаш да притиснам? Леле, браво, сад си. Сет Ајде. се. Окей, и последното. Ете, добро види, треба пракса Ере. и за ова. Та-да. Иако така изгледа едноставно. Гледај. И ова што излегува красавици и авокадово од страна. Нема Многу стискање. Много стискање. Ако, нема проблем. И сега, Што? ова е вака. Се сечиш. Имаш ли некоја чудна пијачка во Македонија што вака ти оставила впечаток, а? Најчуда. Бидејќи спомна сега тука споменатме вино, ракија. Да. Најчудната пијачка што ја пробале во Македонија е вашата традиционална Што? и позната ракија. Кажи ми зашто? Кога прв пат ја пробав ракија, Добра. ми изгори градите. Ете многу е јака. Многу ми е јака, Зависи беше каква ти многу дале. јака. Домашна? Домашна. Домашна свекорот ја правел? Да, македонски брод таму кај нас Да. е, колку има луѓе прави домашни ракија. И сега кога препробав, викам дека добро, многу јака тоа самине. Тоа, ама не се тоа. Значи по тоа ја видов еден ден мојата свекарва ја чистела масата. Со И ја ракија. викам, чекај, ми замириси нешто чудно и познато. И ја викам, што ова? Ракија. Значи, добро, чудно за мене. И после тоа, по известно време, моето дете се разболе. Добро. И трча, свекарва ми, чекај да ставиме народен лек. Вика, народен лек, ајде да видиме што е народен лек. Ставише крпа со ракија и со бибер и рече, Детето ова е оздраве. народен лек. Ете, гледаш? Значи, чудно за мене. И после тоа, керка ми падна и разрани коленото и трча свекоро ми и со ракија и го дезинфекција. Значи, ова ракијата е Магичен за напиток, се. така? Значи, традиционална пијачка во Македонија, лек за болно, лек за рана, За лек се. за се и средство дезинфекција. За дезинфекција, Лек. гледаш, Значи, ете. ракија што имате е браво. Знаеш како имаш една порака ракија Connecting People, значи ракијата ги Connecting people, ракија Connecting гледаш, people. Тука се создава таа конекција. Ракијата е една и Значи, единствена во нашата ракијата е за земја. се. Затоа сега Да. размислам зашто многу јаки македонците Така? сега пијат има ракијаче. Да, са бајле така вика, Супер. да. Еве ги сушите направени од мене и сушите направени од Рейчел. Од Кристи Така. Рейчел. Кристи Тука Рейчел. некаде сме на крајот. Фала ти Да. многу. Ова друго ќе го доправиме Да, зад ќе камери. направиме. Чисто беше ова нели да прикажеме за нашата публика и за гледачите како можете во домашни услови со нели само неколку намирници да си подготвите суши за вашето семејство или вашите драги пријатели. Кристи, ти благодарам. Благодарам Како многу, секогаш. секогаш јас сум чувствувам како дома тука, само можам да поздравам некој. Да Секако. поздравувам. Сега гледат Војко Боро, знам дека гледат. И исто така, Мис Белјана, знам дека гледате, сега гледај. Ова е, знаете, од вас. Значи, вистина, и исто така, свекрва ми сите гледа сега. Сите. Јас ви викам сега, гледате сега Телман. Таму сум. Значи, фала му многу, Ајде да ги многу поздравиме сум сите што срекна ни и гледаат. така. Секако ќе продолжиме. Фала. Фала ти многу, ќе пуштиме реклами за да можеме да се препуштиме на дегустација. така. Да, Така, а така. следен пат и со ракија може да Може, наздравиме. на здраве, да. Фала ти Фала, многу, фала Кристи, многу. за убавата енергија. Чао. Фала ви вам за вниманието. Се надевам дека ви се допадна денешниот оброк на денот со Кристи Рейчел Трајковски. Браво, знаеш село.